Почитувани мои, добар ден. Ова е најновото издание на Црвена линија. Вербата во отсуството беше 8%, потоа 4%, а веќе и не се прават анкети и мерења. Може да се случи резултатот да излезе позитивна нула. Министерството за правда соопшти дека ќе го менуваат законот за Академијата за суди и обвинители, за да се озакони писмено полагање на главниот тест за прием на новите 130 суди и обвинители. А ќе се полага писмен испит заради непредвидени проблеми во набавката на електронски софтвер за полагање на квалификацијскиот тест во Академијата за суди и обвинители. Да погодуваме. Законот ќе оди со европско знаменце. Од опозицијата не веруваат во изјавата на министерот за правда дека измените немаат никаква скриена позадина и велат дека софтверот може да се набави по член 55 од Законот за јавни набавки, каде доколку е нешто итно, може да се направи итна и неодложна набавка и на електронски софтвер со преговарање, без јавен оглас. Дали воведувањето на писмениот испит се прави за да се привилегираат дел од кандидатите? Тоа е едно од прашањата на денешното издание на Црвена линија до вас. Министерството за правда со промена на законот го туркали судството во уште поголема негатива. Веќе не се прават анкети и мерења за довербата во судството. Она што ве прашуваме денес, се плашат ли од негативен резултат? И сега имаме уште едно анкетно прашање кое што можете да го најдете на Инстаграм, доколку не заследите таму. Нашиот профил е Црвена линија и сега веднаш кликнете на Инстаграм стори. А таму нашето прашање е следно. Дали со прием на новите 130 суди и обвинители ќе мрдне и довербата кон судството во плюс? Две опции за одговор, да, на и не. Сега кога кликате на опцијата која е ваша, а во проценти се пресметуваат резултатите и по рекламите во ова издание ќе бидат и соопштени. Неминовно е да ве подсетам сега кои на социјалните медиуми, доколку не следите на Facebook, да го сторите тоа, па преку коментари, шернување и лајкнување да продолжите со дискусијата која што секако ќе ја водиме во живо заедно со вас, но претходно секако и ќе го погледнеме прилогот на Елена Ивановска-Муковска. Откако стана јасно дека со владин заклучок не може да се заобиколи законот за Академија на суди и јавни обвинители, сега со законски измени ќе се воведува можност квалификацијскиот тест да се полага и на хартија со електронски читач. Предлог измените се веќе доставени до владата. Ќе се интервенира во членот 40, кој регулира како се спроведува квалификацијскиот тест по електронски пат. Ќе се надополнува со 2 нови става, за да се овозможи надминување на застој во постапка за полагање на приемен испит во Академијата, поради настан кој не можел да се предвиди, велат од Министерството за правда. Во случај кога единствениот електронски систем за полагање на испитите не е во функција, како резултат на настани кои не можеле да се предвидат, а поради крајната итност за спроведување на приемниот испит, се предлага можност квалификацијскиот тест да се полага во хартиена форма, а резултатите да се добијат со електронски читач, без вклученост на човечки фактор, водејќи сметка за анонимноста и интегритетот на испитниот процес и различноста на тестовите. Тендерот за софтвер за полагање испити кој доцни, според министерот Кренерлога, спаѓа во непредвидени ситуации. Тој во телефонски разговор за Телма ги негираше информациите во јавноста дека целта е да се протнат идни суди и јавни обвинители кои се нечии деца и роднини. Законски измени се со цел да нема застој во процесот и да продолжи генерацијата. Нема никаква скриена позадина. Причините поради кои се оди со законски измени се објективни. Не беше предвидено дека ќе има проблем со тендерот. Не можевме да знаеме дека ќе излезе ваква ситуација. Премиерот Ковачевски не негираше дека владиниот заклучок излегува од постоечкиот закон, но остава простор таквата грешка да се поправи. Го кажа и своето критичко мислење за Академијата, која низ годините често беше споменувана поради звучните презимења на дел од судиите и обвинителите кои излегоа оттаму. Доколку некаква одлука е во колизија со некој закон, тогаш сметам дека таа треба да се промени. Јас да бидам искрен, не сум имал контакт со Академијата за суди и обвинители, имам свое мислење за таа Академија на суди и обвинители, каде што кога ќе ги погледнете кандидатите кои што обично
поминуваат, презимињата можете да ги погодите и на сон во 3 сабајле. Така да прашање треба да се постават на сите адреси, не само на една адреса. За спроведување на оваа набавка од пред неколку месеци надлежно е Министерството за информатичко општество. Оттаму за Телма денеска објаснуваат дека во ноември, 2 дена пред да истече договорот со фирмата која го добила претходниот тендер, министерот Алиу добил овластување од владата да потпише анекс на договорот. Од Министерството побарале од сите 12 институции кои имаат потреба од софтвер за полагање испити да дадат согласност, бидејќи се работи за групна набавка. Но не сите дале позитивно мислење. Поради тоа и не е потпишан анекс. Поради важноста на овој софтвер, Министерството за информатичко општество и администрација е во постојана соработка со институциите за отворање на нова набавка за софтверот за полагање на испити во државните институции, а кои се однесуваат на подобрување на техничката спецификација и подготовката на тендерската документација за набавката. Истовремено сакаме да ве известиме дека Министерството за информатичко општество и администрација само ја прави набавката, а финансиските импликации се однесуваат на сите 12 институции. Проблемот се актуализираше поради Академијата за суди и јавни обвинители, каде е во тек приемниот испит за 9-та генерација на 130 слушатели на почетна обука. Побарале итно и интервентно решение од владата, која на крајот на годината предложила да се полага во хартиена форма со електронски читач. Откако ова решение не беше прифатено, сега се бара брзо решение преку законски измени. А ние сега во Црвена линија бараме да го слушнеме вашиот став и секако одговорите на нашите денешни прашања. За да стапиме во контакт, се разбира и да започнеме дискусијата, доволно да го завртите нашиот добро познат телефонски број. Ети го гледате на екраните 0230700005 и како што постојано бива, ве замолувам секако по вклучувањето во режија да го намалите тонот на телевизорот целосно. Ајде да видиме какви одговори ќе даде првиот гледач или можеби гледачка во Црвена линија. Добро вечер. Гледачка нека биде првата. Нека биде, добре ни дојдовте во Црвена линија. Добро ве најдов и најдобра Црвена линија. Значи, јас ќе одговорам кратко и јасно. Пак ќе дојдат неписмени суди, пак ќе се третираат со нули. Најубаво ќе биде, што ќе мрдне од ова, ќе мрднат само нашите джепови. Иначе, друго ништо. Ако не им фрлиш, нема да ја завршиш работата. Тоа е закон, мислам, кај нас, нели? Познато е. Сакам да напоменам уште 2 работи кои денеска ми влегоа во око, ако дозволите. Значи, амбасадорот од Холандија дојде, а сликите кај кабинетот на Ахмети беа нафрлани како на синска алка, која кај паднала таму се станала. Примаме, значи, државник кој многу лошо не третира. Дали сметате дека анкетите може да бидат и преформулирани поинаку, па за да добиеме позитивен одговор и резултат? Не верувам, како и да биде, судството заглиби дебело. Значи, како и да биде, судството отиде далеко. Второ што сакам да напоменам, значи јас се одговорив на вашите прашања, прашувам дали Тача сака жена му да го прави чебрен, пошто и она е по струјата, нели? Вака, може би заедно ќе го направат. Убав ден ви посакувам и се најдов. Јас секако ви посакувам во името на целата редакција да имате убав ден и вашиот ден се уште да биде со гледањето на Црвена линија со оглед на тоа што бевте прва гледачка, сега е време да ги исклучиме и останатите гледачи. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Кога се работи, може се слушаме, така? Да, слушаме, да, продолжете, секако. Кога се работи за судството не е ништо чудно. Тоа е невиден криминал во судството. Значи, општо, во судството треба да се воведе, како да кажам, принудна управа. Иначе, довербата во судството, сега ако има анкети, не беше 2%, 3% доверба, поверење сега е во минус веќе. Испод нула. Испод нула. Нема, секој ден невиден криминал, невидено што се дешава, невидено веќе. И на децата му е јасно, не само на возрастните. Не знам ја што се дешава општо со цела држава. Цела држава е во криминал. Цела држава, а сето криминал почнува од судството. Судството не функционира. Порано вика
едно време Груевски викаше криминал има зашто мали се платите. Видете, сега најголеми плати општо во Македонија судството е. Тоа како да кажам, најмала плата е 1000 евра, 2000 евра. Сите суди се добро пратени. Ја не знам што сакаа уште со криминал да воспостават. И најлошо што е, веќе ДУИ воведува и во судството своји членови. Значи, ДУИ воведува своји представници во судот. Благодарам многу и за вашето учество во Црвена линија. Секако топло препорачуваме да останете со нас. Еве, од првите двајца гледачи се разбира, слушнавте кои се нивните одговори, па ќе продолжиме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте? Ало, госpođa Тина. Здраво, како сме денес? Здраво. Добро, а вие како сте, добри? Добри сме и со нетрпение очекуваме еве да ни кажете дали Министерството за правда со промена на законот го турка судството во уште поголема негатива. Министерството за правда не предложило член за одземениот имот. Сега денеска јавија вашите колеги дека Министерството му го доделило одземениот имот поново на сину на Милалков. Тие владеат со државата, сите заедно. И гледајте, госpođa Тина, ние, например, имавме пред 5-6 години сигурно, можда не толку, ама имавме дека сите луѓе знаат јазик и фалсифицира во Академијата за суди 20-30 кандидати кои знаеле англиски јазик, а они не виделе англичани со око. Да, видите, судството сигурно што вие прашавте дека е под нулата, под позитивната нула. Имајте, госpođa Тинче, имајте убав ден и ви благодарам за учеството. Благодарам многу и госпоѓа Тинче ве поздравува, ви се заблагодарува и посакува да останете со нас до крај на ова издание. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Тина. Секој добро и вам, во Црвена линија сте. Па, во минатиот комплет што беше полагањето, ги добија прашањата, пошто сум лично запозната со тие работи во ова. Во Академијата. Во Академијата, пошто овој Рашковски им ги даде тестовите напишани и по нив одговара. Тука примија 400, што завршија, тамо беше и керка ми. Мислам, тогаш беше просекот да имаше од 8,6 па нагоре. Разбираш? Мислам, предметите до тогаш од правен факултет. И плюс познавање на англиски јазик, што спомна и предходниот, точно е тоа, пошто лично знам што се случуваше таму. И така, они со дадени прашања го положија тие сите, 400, во нив е керката и снаата на Цветанка Илиева, што е до Џафери, Џафери син му веќе работи во Гостивар како обвинител. На сите, скоро на сите што се од парламент и од министерства. Сега изгледа остана уште неколку. Точно кажа, не знам на која телевизија беше, 40 од ДУИ, 30 алтернатива. Значи, уште сите што се нивни деца да ги соберат, така да пројдат. Нити знаат јазик, нити имаат просек со 6. Правен факултет со 6, тоа е, мислам, испод ниво. Така, благодарам многу што го споделивте вашето лично искуство со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија Ако сум сте? ја на линија. На Црвена линија сте, повелете. Добро, да сте ми здрави и живи сите. Истото ви го посакуваме и ние вам. Амин Боже. Господ нека ни е на помош, само Господ знае да дели правда, а ние не знаеме за правда. Јас не би се вклучил многу на овие предходните,
Затоа што опште не се слагам ни за први, ни за втори, ни за трети. Знаете зашто? Холандскиот амбасадор, која пара Холандија уложил за правда тука и тие пари нигде не се, па и кадровата на правосудството за никаде. Зошто тие луѓе сега кои им треба на Министерство за правда, обвинители и суди, зашто тој амбасадорот не ги собира и да ги носи во Ротердам, Амстердам, тамо и тамо да ги обучава. Кај имаме академија ние тука. Која академија? Лоповска академија? Уште треба да се бавиме ние со такви работи. Една година нека се зима, нека ги школува надвор тамо и нека знае што е правда. А не тука правдата да криво. Знаете зашто? Јас не можам да бидем судија за тоа што не ми е профилот за тоа. Ама една работа дека овие академија денешна е празна торба на обичните граѓани, на смртниците. Тоа е празната кошница. Нас не кочели цело време и пак ќе не кочат и ќе не газат. Него нека си ги зима тамо и тамо да ги обучава и нека ги враќа во државата и ова правосудство денес поне. Благодарам многу и вама што ги споделивте вашите ставови со гледачите. Ке посетам само внимавајте на тајмерот. И пред да го вклучиме гледачот, предходниот гледач не инспирираше веднаш да ви покажеме еден твит од Твитер заедницата кој што припаѓа на Macedonian Lawyers for Human Rights, односно македонските адвокати за човекови права, кои што го имаат напишано следното. Следам нешто за обуки на судии и почнувам да разбирам дека низ Европа имало активни судии кои сакаат да учат нови работи, правила и начини на работа. Согласни се дури и да добиваат обуки од адвокати и невладини, нечуено нешто. Остай тоа, самите бараат да бидат обучувани. Вау! А македонско девојче напишала, па и кај нас полека се менува ова, секако со смајли. Во продолжение, македонските адвокати за човекови права одговара, излезен сум од штос последниве 7-8 години. Ама кога работев како адвокат, на прсти се броја судии што доброволно сакаат да присуствуваат на тренинзи. Од искуство со сила беа влечени и за во академија да отидат. А дали воведувањето на писмениот испит се прави за да се привилегираат дел од кандидатите, ќе видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Да. За која правдина се збори? Како на Џафери Синмов, па како што е Џафери избран за председател на собрание, како што е премиеро не избран, па дојде 10 дана почета да доведе го тај од Муртино, никој пат да не се врне туку у Македонија. Па како нема го сега се крие, по каде се крие и како се крие, секи се изразам така лошо. За тие што се кандидатите на Џафери Синмов прво положи судиски испит, јавен уверица, па после факултетот кај сите онака кај нас е обрато. Сите сме ние наболе со главата бардати. На Иванка Цветанова, што атепаше судиката со микрофоните, со гајтаните. На Ванчева сестра е примана исто така. Тоа се суди неспособни. Прво гледај кој зборе, како зборе. Ако и сестра е така, па не само она и сите тие што не се способни, се гласовити. И не само они, пуно са тие, како може да зборе за непотизам премиеро, нели се сраме кога на едни државни предпријатија установи што се тука, што ние сме ги печелиле, пензионерите сме ги створиле, он сега по тројца директори албанци става. Каде се македонците? Сака да се врнат македонците во странство, како ќе се врне? Кога ниеден, секој треба конкурс да има и секој што е заслужен и способен да се јави на конкурсот. А не неспособните со купените дипломи, со силиџиски терористи, нашите лежат у затвор за тоа што не дозволија химна да се пее на... Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте на тајмерот 90 секунди. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Абе, кажи на овие пензионери да не се не видат составот Туманов е 2:1, еден е македонец, не се сите тројца албанци директори. 2 дена го верглаат истото и тројца па тројца. Еден е македонец, 20 се албанци. А дали со прием на 130 суди обвинители ќе мирне довербата консулство? Не, ја имам пака. Прво, ја имам една дефиниција, треба да им кажам. Знаете, ние кај нас во МВР или во полиција понапред велевме криминалците не ни се раѓаат, криминалците се ствараат. Така и корумпирани суди не се раѓаат, туку се ствараат.
И ние треба да измереме заштитен механизам и контролен механизам ако сакаме да ги контролираме судиите. Бидејќи судството ни е на нула. Академијата треба да се суспендира и сите спонзори што се за судството треба да си повлечат да ги обучуваат судиите во матичните земји од каде што мислат да донираат пари, како тоа што го направија данците со изборот на контролорите за летање. Си ги одбраат тие 8 души, си ги однесоа во Копенхаген, си ги обучаваат. Така треба и овдека кај нас. Бидејќи гледајте, минатиот конкурс хаос, деца ше на мој домоега. Сега е повторно истата приказка и се ќе биде истата приказка. И како вие мислите да се борите корупцијата кога со сомнителни дипломи ги запишуете? Еве да прашам една работа. Кој го отвори прашањето за судијата од Тетово за што преправил оценки за да се запише на академија? Никој не го отвори. Кој го отвори прашањето за тие 170 завршени кандидати на стуловиот факултет каде работат, бидејќи не ги исполнуваат нормите да конкурираат на академија? Посебно што е приказка. Благодарам многу за учеството. Уште едно подсетување, внимавајте на тајмерот. Добро вечер. Добро вечер. И дали се слушаме, црвена линија, добро вечер. Добро, да не велам јас сама со себе добро вечер, ќе се пријави гледачот сега кога ќе биде вклучен. Продолжуваме со твитерџи. Еве уште еден твит од Алекс. Таа така наречена Академија за суди и обвинители е дувло на непотизам и корупција. Затоа имаме суди и обвинители кои што уништуваат туги животи место да носат правда во општеството. Дали еве со прием на новите 130 суди и обвинители ќе мрдне довербата кон судството на плюс, односно во плюс ќе влезе наместо во минус? Добро вечер. Дали сум на линија? Да, на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво, значи, дали ќе се воведат нови начини за писмените испити или не, воопшто не е многу битно. Затоа што повлезете во сите судии, професори, инспектори, доктори, ќе видите познати презимиња. Значи, се е однапред договорено, припремено, и тие може би дури одат и со однапред решени прашања или од списоци, се е тоа организирано. Примери имаме доста. Еве да речеме, ајде, пак и јас ќе го спомнам, синот на Џафери, како може, ја не знам законот како дозволува, не завршил со студиите, а веќе го полага испит за јавен обвинител. Ја мислам дека стварно има толку многу нелогичности во нашето судство, школство, здравство, во све. И ние се чудиме зашто имаме ваков процент во судството. Веќе оно добро рековте ќе биде позитивна нула. Ја би рекол дори негативна нула ќе биде. Значи, ние воопшто немаме ништо што може да се пофалиме. Се одиме назад и назад. Никако да тргнеме напред и да можеме да покажеме резултати. Ќе покажеме кога ќе се родиме повторпат. Благодарам, поздрав. Благодарам и многу и вам за учеството. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Не се докажа, непотизам постојало. Да го прашам колку има тамо премиеро, дозволи да се отворат клубови бугарски. Трае. Пите го за нешто, јас не знам. А сета работа потекнува од него. Кој е он да распродадеа Македонија? Слушайте ме, голем дел од гледачите рекла дека може би најдобро да се вршат обуки надвор во земјите кои што даваат средства за да напредува судството. Што велите за тоа? Нека има комисија, како што беше порано. Комисијата на конкурс кој е најдобар тој, а нека Кочани прв докторот последниот со слаби оценки тој го прима, после видеа дека народот не годува, примаат го и него. Срамота. Во со народот стига смајтап. Ние луѓето плаќаме даноци, а некои други уживат. Ќе си прават срамота, ајде, пријатно. Благодарам многу, секако останете со нас и еве
Преку пример, значи, доколку имате нешто и да надополните, секако додека трае црвена линија, сме отворени, можете повторно да го завртите телефонот и нови 90 секунди да бидат ваши. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро, јас ќе продолжам со твитерџи. Пандемониум е следниот твит. Има напишено: како е дојдено до такво судство? Едноставно, сам ќе си ги поправи оцените. Тетовски судија си поправал оценки од факултет за да се запише на Академијата за суди и јавни обвинители. Па дали воведувањето според вас на овој писмен испит се прави за да се привилегираат дел од кандидатите или всушност ваквата промена на законот ќе го смести судството во уште поголема негатива или можеби ќе тргнат работите на подобро? Како ги коментирате овие промени на законот? Добро вечер. Добро. Одиме повторно со твитерџи. Балканецот напишал: директорката на Академија за суди и поранашна уставна судика Наташа Габер Дамјановска пред дилема дали да почитува владин заклучок во заграда спротивен на закон или закон. Одговорот го знаете сами. Секако ќе ве потсетам дека можете да дадете и собствен одговор, односно активно учество да покажете на нашата Инстаграм анкета. Уште еднаш ќе ви ја покажам, ова е прашањето кое што го поставуваме и за гледачите кои што се вклучуваат во живо во дискусијата. Значи, кликнете на Инстаграм, заследете не и на Инстаграм стори одговорете дали со прием на новите 130 суди обвинители ќе мрдне и довербата кон судството во плюс. Да, не се двете опции за одговор. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Секој е добро. Ви благодарам и вас се најубаво. Благодарам. На сите, и во вашата телевизија и во цела Република Македонија. Големо благодарам. Па дали со прием на новиве 130 суди обвинители ќе мрдне и довербата кон судството во плюс? Мислам, ако не се преобразуваат, ако не се однесат во странство, да се обучат, не би било ништо од нив. Истото ќе бидат. Знаете што, има една српска изрека, пошто јас сум живел и живеам се уште со Србија, скин си такав си. И ги покварат уште по покварени овие постариве колеги нивни. Така да, меѓутоа имаше една помош од Америка, знаете, вие $500 милиони имаше дадено за обука и тие пари кај отидоа? Нигде. Така да јас не сум оптимист дека тие ќе се усовршат ако останат, а ако се испратат во западноевропските земји и пред се во Америка. Ако тамо ги насочиме, ќе го научат знаетоши, ќе знаат што значи правда, а не да ги управуваат политичките партии. Мислам, сега една молба, малце, еден предлог да ви дадам. Дали може да дадете една тема за децава што се во домот, во Скопје, без родители, просат пари. Дали може таа тема да апел до сите занаетци, до сите приватни фирми, да ги социализира, Благодарам многу, ќе ја земеме темата секако во предвид и ќе се потрудиме што поскоро и да ја разработиме заедно со вас секако преку дискусија во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав од тебе. Голем поздрав и до вас. И до сите гледачи на Македонија. Благодарам. Сега, дали воведување на писмениот испит се прави за да привилегира? Јас би да требало да стави темата дали писмениот испит, дали писмените да дојдат на работа. Мислам, по-реално ќе биде така, по мое. Сега би кажа, како ќе се унапреди, например, судството, кога примаме 20 суди Алијанса, 25 ДУИ, 45 СЛСМ и 10 суди од сите националци. Значи, ние се повторно малцинство тука. Ако не собереме сите. Значи, ние се повторно малцинство. И како сакаме ние да имаме добро судство? Знаеш ли, ова изреката испаѓа вака, србите што викаат за албанците. Значи, волим и тебе, волим и себе. Но више волим себе него тебе. Значи, така албанците нас не сакаат. Значи, они нас сакаат, ама повеќе сакаат тие. Каде гледате решение? Дали сте и вие меѓу оние гледачи кои што сметаат дека обуките надвор вон земјата се клучни?
кон подобро судство? По моје правно факултет да се учине, да немаме ние во Македонија правен факултет, ќе се извинувам бијајќи касни гласо не може да се разбереме, ми одзимате многу од времето. Се извинувам со вас. Значи нашите студенти се да учат надвор од државата. Значи правен факултет општо да немаме, ќе да седиме од школство и од професор се. И како ќе имаме ние добро судство кога малку ќе избегнем темата, Назаев татко му го чува четворица полицајци во една смена. Благодарам многу за јавувањето. Прашањата кои што во излагањето ќе ги поставиме сега, кој да ве насочиме да ни ги дадете конкретно одговорите за темата за која што конкретно зборуваме со гледачите. Добро вечер. Че добро вечер ли или добар ден е? Па добро вечер се уште би рекла. А па добар ден е со сато, ама со денот е ноќе. Како и да е, баба Руска, многу ни е драго што ве слушаме во ова издание на Црвена линија. Се ме насмејуваш ти мене. Кинџе, ајде да не се повтараме, кажа сите. Се знае парите кај одат, се знае зошто ни е сиромашка државата, се знае зошто не примат у Европска Унија, затоа што сите овдека што се амбасадори го слушат ова што ние збореме. И како такви луѓе кај примат у Европска Унија, па нема да не примат нормално. Ама Тинче, многу пати сум го рекла ова, док се прима партиски, никак нема да тргне државата напред. Затоа сите го чувствуваме тоа. Јас гледам, еве пример по мене овде, в куќава. Кај што сме отишли не можеме работа да завршиме со... Не со денови, не со месеци, со години, бретинче. Па привали па тие службеници тамо, што прават и зашто плата взимат. Тоа е партиското запослување. Не е способни да ја заврши. Може ли да предме 10 години да не се заврши? У една општина 10 години пуни. И друг пат сам го кажала. И овде места... Руска, благодарам многу за учеството во Црвена линија и тоа што сега го споделивте вие како имате лично искуство кога станува збор за лавиринтите во судството. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Голем поздрав. Уведнаш ќе ве прашам дали ќе ни се јавите во заврти на Телма. Ја ве покани. Искрено досега се немам јавено во емисијава, оти не сум материјалиста така да трчам по награди. А не ви ли забавно име да сакам да се борам за Македонија, македонското и за правдини, за добрини, без да барам нешто за возра да добија материјално. Знам дека многу ми се јавуваат, многу ви е популарна емисијата, но ете така е до сега не сум се јавил. Нас многу ќе ни биде драго да бидете дел. За судството како иве да има напредок и дали верувате дека иве ќе биде во позитив? Дали памтите што рече Бранко Црвенковски, нели, во врска со судство, дека пипците на октоподот од СДС е насекаде во сите институции. И тој октопод, тие пипци, никој не ги прекина. Памтите? Татко, син, черка, сна, фамилиарно се, зет, тоа е октоподот на УДБА и на СДС насекаде е раширен. А сега голема конкуренција му е октоподот од УЧК, од ДУИ, нели? Тие сега се главни. Од Џафери, син му, нели, без да дипломира, без да учи, без да оди на полагање, сигурно студија стана таму. Што стана, не знам. Абе, тие се окупатори, тие се газди. А кој е тале? Тале, роб во Македонија, окупиран, така? И македонците ние. Тоа е држава со СДС и со ДУИ. Каде гледате сега решение, од сега па натам? Да памни ова антимакедонска власт, антицивилизацијски и антиалбанска власт, пошто албанчиња живи гореја, и да дојдат добри луѓе на власт, независно македонци, албанци и други. Тоа е решение. Благодарам многу, јас верувам дека ќе ве слушнеме и во заврти на Телма, ќе ни биде драго. Одиме понатаму, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Тина. Секој е добро, во Црвена линија сте. Еве, зошто нема поново анкета за довербата во судството? Сега јас ако би имал 4% до сега, не сум будала пак да си правам анкета, че имам 0. Зато не прават. За првата тема вратиме. Значи, кажам за судството. Не прави заради тоа што
Че има сега 0. 4% беше, сега 0. Првата тема која беше. Ајде да видиме што мислите за воведувањето на овој писмен испит, дали се прави за да се привилегираат дел од кандидатите? Точно така, точно. Во самите вас е ваш одговорот. Нека одговара електронски, па ќе видиме кој колку знае. Меѓутоа, не, си носа закон за се да се штелова, за нивни луѓе да бидат. Тоа ви е исто како за МАНАП. И секаде, ди сите институции. Па зато довде дојдовме. Што фатија, се разнебитија. Од онкологија, од железница, од пошта, од горад, болници, од... Што ти ја знам? Овако, фурневес. Во живото немаме гледано за овие 7 години. Не ги правдаме с другите. Не гледаме вако фурневес. Јас лично имам речено, јас да сум пратеник од СДС или премиер, ќе си скопам дупка сами, ќе се закопам од страм од народот. Овие нема ништо. Жал ми е, пријатно, убав ден. Најубав ден ви посакуваме ние и секако ден со црвена линија. Уште еден твит, Жедан Ковопустина, знаете, твитерџи се и како шегубини, саркастични, певе што напишал Жедан Ковопустина. Единствени покорумпирани суди од македонските се овие од Шпанска лига, се мисли на фудбалски суди од Шпанската лига. Добро вечер. Добро вечер, Тинче, драга. Голем поздрав до вас. Поздрав од Неготино. Поздрав и до сите кои што не гледаат од Неготино. Благодарам. Кај сакат судиите нека се носат. Тие не можат да се управат никако. Корупцијата цвета дури пуштено има корена на секаден. Тоа му е дадена власт повеќе од колку што му е потребна. Како прво, најпрвен пристапуваат непристрасно. При судењето, судот без аргументи, без докази, без да се сослушат двете странки. Како ќе му текне така? Ни се донесуваат ад-хок пресуди. Судиите на прво место. Ја ќе зборувам за Неготинскиот суд. Нема ни д од демократија. Судиите се заштитени како бела мечка. На судењето се пристрасни и се поврзани со адвокатите. Правда не постои. Тие се поврзани со неправдата, а не со правдата. Правдата е совест, не лична, туку на целото човеково општество и мора да биде спроведена до крај, ама никако не се почитува. Кај да најдеме таа правда? Калимеро ја сокрил со него, ајзедо. Има многу што да се зборува. А дали вие како многу гледачи сметаат дека решението тоа да се вршат обуки на избраните кандидати надвор од земјава? Кај сакат нека се вршат, они се заштитени, они се боки ситуација. Тие судијат се суди, кадијат се кади. Така, благодарам многу за јавувањето. Ево уште еден твит, Лачика кон Којонес има напишано: нашиве суди суделе само по хартија, не прифаќаат биткоини. Како и да е, дали со прием на новите 130 суди и обвинители ќе мрдне и довербата кон македонското судство. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во црвена линија сте. На црвена линија сум веќе 1-2 ве добиов. Лесно или тешко не добивте, не ве чув? Бога ме не лесно. Веќе прв пат се јавувам, знаеш, па ве слушам во ова тема што сте дали. Све е окей, али било кој да дојде на власт, нема никако да биде како треба. И било кој да дојде. Све е горе и горе, нема на больше никако. Каде гледате решение со вако размислување? Па гледам ја решение, гледам и ве слушам овако темите, секоја тема го слушам. Сите критики дават, не овој овако, не оној онако. Па било кој, било албанац, било циган, било босанац, било кој да дојде, нема. Док беше југо, тогаш беше демокрација. Денеска се криминалци, лопови, што да ти кажам? Нема на боршење никако и без албанците Македонија не може напред да иде никогаш. Се критики, ако е.
човек заврши школата. Има и од вашите, например, има кои се школовани, кои имат завршене. Али чекај, зашто тие критиките не овој затери овако, не оној онако? Па тоа е како да кажем, тоа е мржење, тоа е ушло ѓаволот меѓу народот, више нема више како да ти ги објасним. А еве, дали мислите како и другите гледачи, дека може би обуките на кандидатите најдобро да се извршуваат надвор? Абе, слушај, сега кандидатите гледате и ви сами гледаме и што е се на горе идеме, разбираш. Благодарам многу и многу ни е драго еве што за прв пат редовно не гледате секако, но и за прв пат земавте учество во Црвена линија и верувам дека нема да биде последен пат. Повторно ќе учествувате активно во нашите дискусии. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. И добар ден и добро вечер. Видете, судството ќе зборувам на највисоко ниво. Многу е спремно, способно како што треба. Пример, Заев кога го донесо со лисици, судот дури не дозволи да влезе внатре во судот, пред суд му ги задал лисиците за 8,5 милиони евра за глобал. Тоа е една работа. Судот тука беше главен. Понатака, кога е продаде Македонија, кога се колнеше во деца, во жена, во мајка, во татко, во вона, е продаде државава, е проневери и двајца ме критикува сега зашто ова сум го кажал. Па сите го знаеме дека е така. И судот, замисли, ни оп не рече. Еве сега јас лично да сум Заев и тоа да го речем за фамилијата моја, сам ќе излезев на плоштад. А еве кажете ми вие каде гледате решение? Од сега па натаму како до подобро судство и правда? Сите им дам пример што човек сум, а не да бранат овие што ја продаваат државата и судот што стои зад нив. Народот како народ треба да стани. И овие што зборуваат така треба да одговарат затоа што го поддржуваат такво судство и таков неред и таков пусто што се прави во Македонија. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега веќе и дојде времето да продолжиме со рекламите. Ајде заедно сега по рекламите да ги погледнеме и какви се резултатите, односно какви одговори дадоа инстаграмџи кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали со прием на новите 130 суди обвинители ќе мрдне и довербата кон судството во плюс. Со да одговорија 14%, со не 86%. Како и да е, да бидете дел од оние кои што редовно учествуваат во анкетите, топло препорачуваме да не заследите на Инстаграм, а исто како што го поканивме и Тале, кој што не е редовен и гледач и учесник во Црвена линија. Тоа важи и за останатите вас кои што сте дел од оние кои што не следат во Црвена линија. Топло ве покануваме да останете со мене и секако со Тилма и за многу кусо време да се префрлиме во мојата втора канцеларија, а таму денес може некој да има одлично доживување како што имавме вчера, па да ја освои главната награда. Драги мои, вчера се освои фрижидерот, што не значи дека денес некој од вас нема да освои, например, телевизор. За да ја освоиме телевизор, малку и ќе помогнеме. Еве ги прашањата кои што секако ќе ги има во квизот. Например, како се вика апаратот за подгревање лепчиња за појадок. Има и вакво прашање, која наша балерина со иницијали АМ ја игра Далила во балетот Самсон и Далила. Што значи кратенката кут пред танец? Еве уште едно прашање, платината има атомски број 78, а нејзиниот број во периодичниот систем е. Точниот одговор ќе го дадете, а сега кога точните одговори ќе ве донесат до многу награди. Се гледаме за кусо време.